Наместо можност за одлучување како и каде ќе се движи земјата во наредните години, изборите станаа можност за вработување, но и за експресно решавање на натрупаните проблеми, од асфалтирање улици до бришење на казни и долгови на поединци. Пред да се одреди датумот на изборите, вообичаено многу институции распишуваат конкурси за вработување. Истите најчесто остануваат отворени се до составувањето на новата влада. На ваков начин на едно работно место се држат во надеж повеќе заинтересирани, а со тоа се инкасираат повеќе гласови. Затоа изборниот мејдан е се подраматичен, но истовремено и се поизвесен. Ајде да одиме на избори! Ајде на избори! Ајде да одиме на избори! Па народот нека реши. Оваа изрека се почесто одекнува во ушите на граѓаните, но секој излегување до гласачките кутии жителите ги плаќаат со милиони евра. Според анализите на Скуп Македонија, штетите од изборите за граѓаните на Република Македонија се мерат во десетици и стотици милиони евра. Според податоците од буџетот на Република Македонија, од 2015 година до денес граѓаните ги јаваат дополнителни околу 5000 вработени, само во администрацијата која зема плата од буџетот, без при тоа да се земат во предвид јавните претпријатија, фондовите и општините. Оваа бројка од околу 5000 вработени секој месец од џебовите на граѓаните ќе извлечат 2,5 милиони евра или 30 милиони евра за една година. За 40 години колку што е просечниот работен век на овие вработени, идните генерации на Република Македонија треба да платат 1,2 милијарди евра. Само за споредба, со овие пари би се изградиле 2,5 вештачки акумулации како Чебрен и Галиште, кои владата на ВМРО ДПМН ги објави во преродбата од 100 чекори во 2006 година. Тогаш Никола Груевски вети дека ќе започне со изградба на овие проекти до крајот на 2007 година. Но на прагот сме на 2017 година, а од електраните ни трага ни глас. Со 1,2 милијарди евра во Македонија може да се изградат околу 300 километри автопат, што ќе ја дуплира сегашната мрежа од автопати која изнесува 242 километри. Со овие пари би се изградили и опремиле околу 30 врвни болници. Секој граѓанин само за плати на овие 5000 ново вработени годишно треба да издвои по 1000 денари. Има една мала заблуда дека секој се рачунаат само платите. Па добро, плати не се така високи. Меѓутоа, треба да му се обезбеди простор на тој вработен. Значи, квадратурата чини многу повеќе од платите. Треба сега 6 месеци да го грееме тој вработен, па 6 месеци да го ладиме со клима уреди тој вработен, па да му вариме кафе, па некои од нив плаќаат патни трошкови и патуваат. Не живеат во таа општина, ама заради партиски, па работат во таа општина, кои им плаќаме и патни трошоци, а ниту се експерти, ниту се незаменливи. Огромна е штетата економска, што тие ограничени пари во буџетот се трошат за плати на вишок на вработени води, а не можат да се решат елементарните урбанистички комунални проблеми. Водовод, канализација, чистење, тоа. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија упати барање за изјави до Министерството за информатичко општество и администрација и до најголемите партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, да објаснат како ќе се справат со проблемот на превработеноста во администрацијата, но тие не беа подготвени да зборуваат на оваа тема. Меѓународните финансиски институции уште пред 20 години предупредуваат дека бројот на администрација на товар на буџетот е преголем. Кога правевме првата стратегија за реформа на јавната администрација од 99 година, тогаш за жал прв пат видовме странците ММФ, имаше представник туку во Министерството за финансии, човек од ММФ кој ја кажа бројката дека во Македонија се вработени околу 128.000. Мене ме чуди како истата бројка останала, али тогаш така рекоа. И по таа стратегија, првата стратегија која донесе владата во мај 99 година, беше предвидена во наредните 4 години, наредните 5 години да бројот да се преполови. Значи од 128.000 негде на 60 и нешто илјади за вработени во јавниот сектор.
Превработеност има и во општините. Годинава скоро секое комунално предпријатие има зголемен број на вработени. Лидери по бројот на вработени се Теарце, Долнени, Ранковце, Тетово, Аеродром и Штип. За само 10 години бројот на вработени во општините се зголеми за 4 пати. Си останува контингенти, вие знаете, пред избори, сега на државно ниво се полни администрацијата, сега кој ќе завршат овие избори, во март следното се локалните избори, сега ќе почне примањето на локално ниво да се трупа администрацијата. При секој анализи каков ќе биде исходот од гласањето, експертите неминовно се водат и по бројот на вработените во администрацијата од страна на политичките партии кои се носители на власта како на национално, така и на локално ниво. На секој вработен партиски кадар во администрацијата се додаваат најмалку 3 гласа кои се членови на неговото најтесно семејство. Партиите на власт ги интересираат само бројот на гласови, а не и квалитетот на луѓе што ќе ги примат. Па затоа администрацијата во Македонија ја направија апсурдна. Од една страна викат дека ние сме за Европска унија, за членување во Европска унија и во НАТО, а практикуваат власта обратно од стандардите што се потребни за зашленуватите земји. По која земја може 1000 луѓе да земат плата и да не дојдат на работа? Да работат други работи приватни, тоа ние сме овде мала земја, ги знаеме, имаме роднини што ги земат, тоа не е голема пара, не се ни осигурани, само земат плата. Тоа се кривични дела. Затоа во иднина ќе мора некој да одговара. Jer се тоа практики кои не се познати ни во Африка, ни во Азија, ни во Европа. Тоа е само во Македонија. Можам да ви дам пример сега, многу интересен, до која степен се разликуваме од цивилизираните земји. Представете, овој кандидатот републикански на Франција сега доби кандидатура со ветување дека ќе намали 500.000 вработени во државна администрација, он со тоа добива избори. Кај нас се добиват избори со ветување дека ќе вработиме и натаму во државна администрација. Ние на правниот факултет единствениот сметководител ни отиде во пензија од мај месец. Нас државата не ни дава согласност да примеме сметководител. А по закон јас морам да имам сметководител. Од друга страна не ми дава нити со собствени средства да земе да го плаќаме, да си ангажираме човек. Се замислите, а факултетот не може да екзистира без благајник, без сметководител, без никој. И едноставно има и по мобилност баравме да ни се даде по мобилност. И нас ни рекоа, ни рекоа, ако, пошто која ќе ја направите таа мобилност од други, на вас ви следува да земете од рамковните со, например, со физкултура или со основно образование некого да примем. Мене не ми треба, мене ми треба со економски факултет, мене ми треба со искуство. Човек кој што ќе го води сметководството. Исто беше и со македонски шуми. Ни доделија на времето 5 вработени, дојдоа кај мене и сите 5 вработени доаѓаат, вика, кај јас ќе работам, и ја викам, кој образование имате, кој четврто, кој пето одделение, викам, мене чистачи не ми требаат, викам, мене ми требаат некои кои што ќе вршат административни работи. Овие рекоа, тие вас ви следува на правен факултет само 5 и јас ги вратив. Дали со ваквиот тренд на вработување по партиска линија се создаде политички систем со асиметрични односи кој ги промовира политичките партии како покровители и гласачите како нивни клиенти? Имаме два модела на државна администрација на управа. Дали е во функција на остварувањето на владините политики, на владата, или е во функција на остварувањето на сервис на правата и слободите на граѓаните, односно да е сервис на граѓаните. Тие се така наречени латиноамерикански, африкански, азијски модели, кај што е администрацијата во исклучиво функција на актуелната власт, кој што, за жал, и ние
од тоа потпаѓаме, отколку да биде нашата администрација да биде свртена во функција. Експертите велат дека нашиот систем во практика е клиенталистички, при што покровителот, во овој случај партијата, преку вработување и останати придобивки ја придобива наклонетоста на клиентот, тоест гласачот, кој подоцна наместо за граѓаните кои го плаќаат, треба да одработи за партијата. Не знам дали има други вработувања освен партиски вработувања. Мислам се тие повеќе вработени како партиски милитанти по нивните штабови и еднаш на повик се секогаш промптно присутни и ако нешто може да се каже дека сработува, тоа условно кажано, тоа е нивното сработување. За партијата се разбира. Јас мислам дека во Македонија денеска секаде има политика во сите вработувања. Меѓународните институции одамна алармираат дека македонската администрација е партизирана и превработена. Во последниот извештај за напредокот на Македонија изготвен од Европската комисија се вели: земјата е умерено подготвена во областа на реформата на јавната администрација. Постигнат е напредок за некои прашања. Меѓутоа беше засилена загриженоста за партизација со содржината на прислушкуваните разговори, а продолжува да биде нарушено вработувањето врз основа на заслуги. Дополнително се намали довербата на јавноста во функционирањето на институциите. Некои чекори се превземени за да се реформира управувањето со финансиите во јавниот сектор, но треба да се утврди и подобри среднорочната буџетска рамка и фискалната транспарентност. Економските експерти се едногласни дека штетите од превработеноста и нивното негативно влијание врз државните финансии се огромни. Што се случи 2006? Владата на ВМРО и прекина аранжманите со Меѓународниот монетарен фонд, токму од причина да нема контрола да троши јавни пари како што ќе им треба. Не само за плати, за вработување, него и за другите намени кои не дават никакви ефекти во иднина да се збогати оваа земја, да може да ги враќа долговите. Го чувме министрот за финансии, кој бил најнадлежен за контрола на трошењето на парите, дека сам себе се прогласува за лудак. Познавачите на состојбите се загрижени за иднината на Македонија со ваква администрација. Мора сериозни зафати, реформи да се преземат во овој сектор. Едноставно, сакали или не, ако не друго гледаме по комшиите, гледате во Грција како секои 6 месеци се кастри јавниот сектор, нешто се приватизира, нешто на вистина се кастри, исто тоа и северниот наш сосед Србија. Веќе 50.000 луѓе за последниве година и пол беа испуштени од јавниот сектор, односно да не се балас на буџетот. Ние се уште трупаме во јавниот сектор. Не сум сигурен до кога ќе може буџетот да го издржи овој баласт. Со ваква структура на вработување и со ваква преработеност, прашање на месеци е кога ќе го достигнеме грчкото сценарио, а сликите во Македонија ќе бидат следниве.